Констатирам дека изменувањето и дополнувањето на буџетот на градот Скопје за 2025 е донесено. Честитам на убавиот документ. Со 35 гласа за, 1 против и 1 воздржан, Советот на град Скопје го изгласа ребалансот на буџетот, чиј дефицит со оваа одлука е предвидено да се намали за околу 15 милиони евра, односно тој сега ќе изнесува околу 130 милиони, наспроти предходните речиси 145 милиони евра. Како што посочи градоначалникот Ѓорѓиевски пред советниците во градското собрание, целта е да се исчистат непродуктивните трошоци, а да се пренаменат средства за нови капитални проекти, а воедно и да се подкрепат јавните претпријатија за плати и потребната механизација. Воедно, како што кажа, направено е бришење на претходно предвидените кредитни задолжувања. Над 135 милиони евра е долгот на градот Скопје по однос на тековни долгови, по однос на кредити околу 80 милиони евра и по однос на извршни решенија кои што дополнително стигнуваат и ќе стигнуваат во градот Скопје, ќе треба да ги плаќаме. Од друга страна, јавните претпријатија се блиску 180 милиони евра кумулативно долг, или вкупно околу 300 милиони евра должиме градот и јавните претпријатија. На ребалансот на буџетот на моменти му претходеше и жестока дебата и прашања до Ѓорѓиевски од страна на советниците од СДСМ, ДУИ и Левица, особено околу ставката со која се предвидуваат средства за привремени вработувања. Дел од советниците обвинија дека се прави простор за партиски вработувања, на што Ѓорѓиевски одговори дека станува збор за експерти кои ќе бидат клучни во развивање на градот. Во објаснувањето од колегите на секторот беше кажано дека се работи за формирање на советодавни тела. Бараме информација подетално за колку такви тела се работи, кои тела се, кои луѓе ќе бидат ангажирани и најважно како ќе бидат ангажирани, односно како ќе се бираат. Дали овие средства се награда за блиски луѓе кои што ви помогнаа во кампањата? Еден припадник во минатото од вашите редови кој што ќе биде мој соработник и ќе биде ангажиран, тој е господинот Мишко Ралев, за кој што вие одреден период имате добро мислење, па имате лошо мислење, но ќе бидат во принцип активирани експерти кои што ќе помагаат за функционалност на главниот град. Пред гласањето, советниците од СДСМ посочија дека ќе бидат конструктивни и ќе го поддржат ребалансот на буџетот, особено за да се овозможи функционирање на претпријатијата, а вработените да можат да земат плати, но и да не се повтори хаосот низ Скопје. Со поголема концентрираност посочија ќе се насочат кон оној што ќе се носи за 2026 година. Свесни сме за итноста и неопходната потреба да се донесе овој ребаланс за да не се продолжи со блокадата на јавните претпријатија. Срамота е што Скопје беше оставено во заложништво во целиот период на изборниот период. Не смееше да се дозволи градот да биде претворен буквално во ѓубре, да има глодари и затоа помпезно после тоа да се прави пиар. Со ребалансот ќе се обезбедат средства за новогодишно китење на градот од 70.000 евра, а на Совет се донесе забрана за граѓаните да изфрлаат смет од 22 часот до 6 часот наутро.